Здраво и добре уште едно видео, каде што ова видео ќе биде продолжување на минатото видео, односно за вроден имунитет. Во минатото видео нели ги разгледавме бариерите, ги разгледавме клетките од вродениот имунитет, а во ова видео ќе ги разгледаме серумските протеини, односно растворливите протеини и системот на комплемент. И сега првен ќе започнеме со разгледување на растворливите протеини. Значи растворливи протеини кои имаат придонес во вродениот имунитет, можеме да ги поделиме на антимикробни серумски агенси, значи антимикробни серумски агенси. И да ги поделиме на протеини продуцирани од страна на клетките на имунолошкиот систем, значи клетки кои ги разгледавме во минатото видео. Од имуни клетки. Сега, ние дури објаснуваме, ја нема да кажам овие протеини се, значи првен ќе започнеме со антимикроби серумски агенси или пак протеини од имуни клетки, едноставно само ќе збориме за различни протеини кои се освојуваат при различни процеси и ќе спомнеме по нешто за сите тие протеини. Првиот протеин, односно протеини, ќе бидат протеините на акутна фаза, значи на акутна фаза по инфекција. Значи протеини на акутна фаза. Сега, одговор на акутна фаза е всушност системска реакција кога има нека инфекција или ткивна повреда, при што макрофагите кои ги разгледавме во минатото видео, значи ќе направиме тука еден макрофаг, ослободуваат цитокини, така значи ослободуваат цитокини IL-1, IL-6 и ТНФ. И овие цитокини преку циркулацијата, значи преку циркулацијата влегуваат во крвниот сад и патуваат преку циркулацијата, стигаат до црниот дроб. Сега ќе обележам како црниот дроб тука. Значи хепар. Запорив П. И хепарот дава одговор на овие цитокини со тоа што зголемува продукција на одредени плазмени протеини. Што зголемува продукција на плазмени протеини. И овие плазмени протеини всушност со други име се наречени протеини на акутна фаза или acute phase proteins, АПП. И сега ќе наброиме некои од овие АПП протеини и понатаму ќе ги разгледаме подетално. Значи првиот е С реактивен протеин, С реактивен протеин, серумски амилоид, некои компоненти на комплементот, фибриноген, алфа-1 антитрепсин, церулоплазмин, хаптоглобулин. Сега, промената концентрацијата на овие протеини, така значи овие АПП протеини, е придружена со различни физиолошки одговори на организмот, како што се треска, значи имаме треска, имаме леукоцитоза, тромбоцитоза, значи леукоцитоза, тромбоцитоза, катаболизам на мускулни протеини и вадење на депозитите од мастите, значи катаболизам, односно разградување на мускулни протеини и искористување на депоа на масти. Двата главни овие протеини на акутната фаза се С реактивниот протеин, кој исто така го бележиме, ќе бележиме со виолетова боја, CRP, значи CRP, и серумскиот амилоид А, односно SSA, односно SAA, не SSA. Сега ова зголемување на овие плазмени протеини не е еднакво за сите, значи некои се зголемуваат повеќе, некои помалку. Например, церулоплазминот се зголемува за 50%, над нормалните нивоа. Така, значи 50, ќе запишеме 50%. Сега некои, например, алфа-1 гликопротеини, алфа-1 протеиназа за инхибитор, фибриноген, тие се зголемени за неколку пати над нормалните нивоа,
додека за овие CRP и SAA имаме зголемување од 100 до 1000 пати. Така, значи за овие можеме да имаме зголемување од 100 до 1000 пати. Додека друго се случува, концентрацијата на другите плазмени протеини пак опаѓа. Значи како што се албумините или трансферинот, нели, за желето. Сега, нивото на C-реактивниот протеин, односно CRP, расте, значи ова, не рековме дека расте од 100 до 1000 пати над нормалното, но расте во тек, значи ако бележиме за Т, неколку часа, така, значи ќе бележиме неколку час по повредата на ткивото или појавата на инфекција. Да их не рековме кои се акутни протеини. И покачувањето може да биде помало, например, при срцев удар или поголемо при инфекција, бактеријска инфекција. Истото важи и за нивото на SAA. Исто така расте во рамките на неколку часа по повредата на ткивата или појавата на инфекција. Сега на кратко, малку за нивните ефекти ќе спомнеме. Значи, CRP, така, значи CRP може да се врзува со одредени С полисахаридни компоненти кои се наоѓаат на клеточниот зид кај бактериите. Значи се врзува за С полисахариди. Значи С полисахариди кај бактерии или пак фунги. Исто така врши опсонизација, која понатаму ќе им помогне на клетките на вродениот имун систем. Значи врши опсонизација и активира делови од комплементот и с различни патишта кои сега нема да ги разгледуваме. SAA исто така може да действува како опсонин, така да помогне при опсонизација. И ако се продуцира постојано, дури ќе почне да се талнаши во одредени ткива, процес наречен како амилоидаза. Сега ќе збориме сушност за систем на комплементот. Значи ова што постојано го спомнуваме во различни места во минатите видеа. Значи систем на комплемент. Системот на комплементот всушност го добил своето име поради тоа што го компарирале, ги компарирале неговите действија дека се всушност комплементарни на функцијата на антителата. Инаку терминот антитела и антигени, значи иако сега само кратко ако ги спомнувам на некои си места, колку кратко објаснување на нив е всушност антитела се молекули кои имуниот систем ги потребува, ги формира, со за да се одбрани од различни антигени. Сега доаѓа прашањето што се антигени. Антигени се всушност сите субстанци кои кога ќе бидат внесени во телото ги тераат клетките имуниот систем да продуцираат антитела. Значи, ај вака всушност на страна ќе го забележам тоа. Значи го имаме телото кој ќе нацртано како портокалово топче. И сега сите субстанции кои би се внесле од надвор, така, сите субстанции кои би се внесле од надвор каде што имуните клетки ќе ги натераат да почнат да произведуваат антитела, значи овие жолтите ќе се бидат антитела, со цел да се врзат за овие субстанции кои сме ги внеле во организмот, кои што ги нарекуваме антигени. Односно тоа се некои хемиски молекули кои се наоѓаат дали на бактериите или на различни патогени организми, или пак тоа се некои хемиски соединенија кои не потегнуваат ниот организам. Примерно може да се некои отрови и слично. Сега лесен начин за ова се запамти е дека субстанции кои ги внесуваме од надвор, антигените, се против гени, значи против нас. Ние да речеме дека ние сме гените и дека они се против нас, додека антитела се против тие тела. Овие протоколовите овие сините ќе речеме дека се страни тела, така што ние правиме антитела против тие страни тела, така. А страните тела ги нарекуваме антигени. Односно делови од тие страни тела ги нарекуваме антигени. Добро, сега се вратиме на систем на комплементот. Значи рековме дека има комплементарни функции како антителата, но овој систем всушност е еволутивно многу постар од антителата.
али сепак е подеднакво важен за имунитетот на организмот. Значи ги забележиме дека е сличен со антитела, но е еволутивно постар. Но сепак е важен. Иако е еволутивно постар, важен е за имуниот систем. Сега, ќе видиме што е всушност овој комплемент. Значи, сличен со антитела и еволутивно постар. Всушност, тоа што е комбинација, односно колекција од над 20, значи над 20 серумски протеини. Кои секогаш ги има со висока концентрација во крвта на здравите индивидуи. Така, секогаш имаат висока CM во крв кај здрави луѓе. И самиот систем на комплемент навидум е многу комплексен, бидејќи имаме различни именувања на сите тие протеини, тие кои се алфа нумерирани, значи алфа 1, алфа 2 и така натаму, кои исто така може да бидат активни или неактивни. Така, значи тоа се различни протеини кои може да бидат или активни, така ќе бележам коштиклирано, или неактивни. Но ако го гледаме целиот систем поедноставно, всушност представува три различни патеки на активација. Тоа ќе биде една патека, ова ќе биде различна патека. И ќе бележиме тука една трета патека со жолта боја. Значи три различни патеки на активација, или пак можеме да речеме дека тоа се три методи за активација на една заедничка патека. Значи овие после се сведуваат на едно. Така, значи се сведуваат на едно, кое тоа едно може да располага со три различни резултати, односно три различни ефектори. Така, значи 1, 2, 3. Значи имаме три методи на активација кои може да резултираат со три различни ефектори, но измеѓу имаат која една заедничка патека која ги поврзува сите. Така, значи овој дека дел е заеднички. А постоењето на толку голем број протеини, значи рековме над 20, е всушност важно со цел да се постигне амплификација на кога имаме некаков си одговор од тие протеини, со цел да се амплифицира одговорот. Исто интересна работа е што голем број од протеините, кои се овие 20 серумски протеини, се всушност проензими, кои по нивниот распад, така значи се распаѓаат, активираат други протеини на комплементот. Значи, активираат уште повеќе протеини од комплементот. Сега, спомнавме дека има три методи, односно три патишта на активација на овој комплемент систем. И сега ќе ги видиме имињата. Значи името на првиот пат сушто се нарекува класичен пат. Значи тоа е првиот, вториот е алтернативен пат и третиот е лектински пат. Но како и да е, без разлика од кој пат да почнеме, сите ќе се сведат на еден си начин да го конвертира компонентата C3 во C3 конвертаза. Односно C3 ќе активираат, значи тука кај што се фузираат сите патишта, всушност C3 премине во C3, ќе бележиме, конвертаза. Сега, класичниот пат на активација е тој кој е прв откриен, значи пред другите, затоа е класичен, се смета како основен. Така, значи, класичен пат. И активацијата на C3 во C3 конвертаза преку класичниот пат се сведува на тоа да FC регионот на антителото, значи го имаме антителото, го имаме тој FC регион, и антителото е имуноглобулин М. И во имуноглобулин М е всушност пентамер, значи сложен протеин, и е особено добар во активирање на комплементот. Сега, овој FC регион всушност активира C1 молекула, значи FC активира C1 молекула, C1 ги активира C2 и C4 молекули, не знам зашто вака ги бележам, кога по-убаво е вака да бидат бележени, значи C1 активира
C2 и C4 молекули. Каде што C2 и C4 понатаму ќе активираат C3 во C3 конвертаза. Добро, сега да го видиме алтернативниот пат. Значи тоа ќе го забележиме тука со цел после да има повеќе смисла шемата. Значи ова ќе биде алтернативен пат, каде што всушност за да го објасниме алтернативниот пат треба да објасниме дека C3, значи прекурсор на C3 конвертаза е всушност нестабилна молекула. И кога кога е во отсутство на инхибиција, всушност спонтано се разградува, значи C3, ова ќе го забележам на страна, C3 спонтано се разградува на многу реактивна C3b. C3b. Сега C3b има две реактивни, значи амино и хидроксилна група и затоа брзо се неутрализира од страна вода. Ама ако има, значи обично водата ја неутрализира. H2. Но ако има многу патогени организми, например бактерија некоја, C3b всушност се врзува, значи пред да биде неутрализирана од вода, се врзува за протеините и јаглехидратите кои се наоѓаат на површината на овие патогени организми. Значи се прикачува за патогенот и избегнува неутрализација. И понатаму оваа C3b реагира со други елементи на комплементот, така што ќе стигне на некој начин, од таму ќе стигне до C3, C3b големо B, B, што е служено с C3 конвертаза. Значи ова е само друго име. И тоа се всушност е алтернативниот пат. Значи C3 е нестабилно, се распаѓа C3b, најчесто е двојно неутрализирано, но ако има многу патогени, ќе се врзе за одредени протеини и јаглехидрати на патогенот и понатаму ќе реагира, почне да реагира со други елементи на комплементот и ќе стигне до C3b, BB, што е всушност C3 конвертаза. Сега лектинскиот пад ќе обележиме со зелена боја, значи L како лектински пад се базира на така наречени манан врзувачки лектин, значи манан binding lectin. Кој овој манан врзувачки лектин, кој ќе се поврзе со одреден јаглехидрат или пак MBL асоцирани серин протеази на бактеријата, во тој случај се формира MASP, каде што овој комплекс е структурно сличен на C1. Че овој комплекс е структурно сличен на C1, овие се релативно слични. Така што овој сега MASP всушност може да действува исто како што действува C1, односно действува на C2 и C4, каде што C2 и C4 после действуваат врз C3 и C3 се претворува во C3 конвертаза. Сега, што се случува од кога имаме оваа C3 конвертаза? Значи, од кога имаме C3 конвертазата, таа всушност може да премине правично во два патишта. Значи, еден од тие патишта е всушност C3 конвертазата да го конвертира C3 во C3b, кој го имавме нели овдека лево, така. Само што да направи многу повеќе од него. Сега овој C3b може понатаму, значи може понатаму C3b да се врзе со рецептори на патогените, така да се се врзе со патогени, со што ќе овозможи опсонизација. Друго што може да направи C3 конвертазата е всушност да формира C5, каде што C5 ќе се разложи на C5A и C5B, каде што C5B покренува активација на C6 до C9. Сега C3B заедно со овие останативе компоненти може да послужи за формирање на мембрански напаѓачки комплекс, MAC, Membrane Attacking Complex. Ево го спомнавме во некој од минатите видеа, значи мембрански напаѓачки комплекс. И ово можете да си го замислите како еден вид торпедо
значи ова МАЦ, која ја напаја бактериската клетка, значи ова која е бактериската клетка, и ова МАЦ, замислете си го како торпедо, кој е шупливо. И кога ќе се впушти, тоа всушност ќе се вметне внатре во клеточниот зид и мембраната на патогениот организам, така што ќе направи една дупка овдека. Така и сега низ таа дупка нема регулација на влез и излез на течности, така. И бактеријата или патогениот организам ќе умре поради осмотично глизирање. И ова е еден од единствените начини да се убијат например некои бактерии кои се од фамилијата Neisseria. Nei S-E-R-I-A. Исто така фрагменти од C3B и од C5B, иначе постои и C4, само што не го спомнавме. Сега не разгледуваме до толкова детали, затоа само општо. Значи C3B исто така со фрагменти од C5B заедно оставаат траги од анафилотоксини кои што привлекуваат различни имуни клетки. Значи имаат привлекување на некои си имуни клетки. И значи овие се трите одговори. Или вршат опсонизација, кои помаѓа на различни макрофаги, или ги прават овие мембрански напаѓачки комплекси, или служат за привлекување, односно сите овие работи ги прават, служат за привлекување на имуни клетки. Сега видовме дека овој систем на комплемент всушност може да се активира спонтано по алтернативниот пат, бидејќи нели C3 се деградира на C3B и ако има патогени организми ќе се активира. Така. Сега не мора секогаш да има патогени организми, бидејќи некогаш може да се врзе за некои работи за кои не треба да се врзе. Тоа треба да имаме некои инхибитори каде што кои ќе служат за еден вид контролирање на овој систем на комплемент. Значи овие се инхибитори на комплемент, тоа само ги набројав. Пишува таму која е функцијата, значи пред се мембрански кофактор протеин, комплемент рецептор тип 1, C4B врзувачки протеин и фактор Х. И сите овие спречуваат составување C3 конвертазата. Имаме фактор кој го забрзува распаѓањето на C3 конвертазата. Имаме C1 инхибитор. Имаме фактор 1 и мембрански кофактор протеин кои ги разложуваат C3B и C4B. Имаме CDPS9 протеин кој спречува формирање на овој мембрански напаѓачки комплекс МАC. Значи постојат различни протеини кои го регулираат, односно го инхибираат процесот во различни чекори. Сега, тоа главно тоа беше за значи тоа беше главно за серумските протеини и системот на комплемент, односно последниот дел од вродениот имун систем, и со тоа ќе завршиме вродениот имун систем. Иначе само спомнам дека овие овдека кои ги разгледав се всушност овие првите антимикробни серумски агенси, додека овие протеини од имуни клетки се различни интерферони, значи интерферон алфа, бета, гама, кои што имаат негови функции, но нема сега да ги разгледуваме. Значи овие другите кои ги изборевме се поважни. Значи тоа беше се за ова видео, се намекнучивте што ново и со ова комплетираме и вродениот имун систем, додека во наредното видео ќе разгледаме некои работи за препознавачки молекули кои се наоѓаат на Т и Б клетките и понатаму ќе го разгледаме стекнатиот, односно адаптивниот имун систем. И тоа беше се. Довидување.